Сиромасите што барале од Свети Петар вечно лето. Чита Александар Станојков. Било време есено, која врнеле дождои со студени ветрови и лапајци, кај што капнувало и замрзнувало. Идејќи си аргати од полена врнати од глава до петици во кал до колена, беа се стресли како лист на дрво. И за късмето нивни го стреле Свети Петар и му се помолиле сиромасите и му рекле: "Добро вечер, Свети Петре." "Дал ви Бог Господ добро, браќа рисјани, како сте, што чините? Здрави, живи сте?" "Сполај Богу сме, Свети Петре, ама со студо фич не чиниме. Еве, гледај како сме се направиле жива вода, замрзната на нас, во кал до колена. Може да ни речиш, дома кое ќе си оите ќе се стоплите. Арно прашање дали имаме огон? Веруј не, Свети Петре, оти вака ќе се свиеме и камен с главија ќе си клајме и така ќе преспиеме. И уште од темни зори трчај на работа. Оти ако се позабавиме, Господарот ќе не истера од работа. 16 сати му работиме за 3-4 гроша и пак не се наситуа. Што да правиме и ние сиромаси не знаеме." Што ќе правите? Ќе си работите без некое илје, чунки така сака Господ. Не само пред Господарот да работите, ами и кога не е пред вас, пак да работите. Чунки Господ ве гледа ако стопано не ве гледа, а пак и Господарот треба да ви го заплати трудо како што е право. Браќа рисјани, ви се молам да не се жалате оти сте сиромаси, чунки за така ве благословил Господ, сполајно. Овој свет така е нареден од Господа Бога живаго, да има и сиромаси и богати. Еден на други да сме ифтијачли. Богатите луѓе се како овците што ни даваат волна да се облечуваме и пак тие си имаат да се топлат. Така и богатството на богатите. Имаат да даат на сиромаси и да му остане и за нив. Арно ама му го заклучил Сатана и клучо му го зел, за да не може да си го видат богатството. Затоа сет многу скржаи, да не подаваат на сиромаси ни едно перо празово. Ете така, браќа рисјани, сет богатите, и затоа му рече Исус Христос на еден богат која дојде да го праша што да направи за да се спаси. Христос му рече за да си ја разди по сиромаси стоката и да земи крсто на рамо и да оди по риста. Арно, тој си ја наведи главата и си отиде. Знаете што ни рече Христос тогај? Полесно гемиџиска ортома влегува во иглени уши, од што да влезит богат човек во Царството Божие. Да затоа Господ не избра богати со стока за да му бидат ученици, ами одбра сиромаси со стока и богати со вера. Да и вие, браќа, не жалајте оти сте сиромаси со стока, ами печалите да се обогатите со вера во Бога. Така нека биде, Свети Петре. Нема да жалиме оти сме сиромаси, ами ние мака што не се траи на студо. Ти се молиме, Свети Петре, а ако не милуваш, да му се молиш на Бога да ни го направи времето да е саде лето. Да заоти ќе работиме, не ни е мака. Маката наша е, као што не гледаш. Од студ окапани до кал до гуша. Ај, стори ни го ова добро, Свети Петре, моли му се на Бога и веруваме оти Господ ќе те послуша тебе. Да знаеш оти ќе ни направиш едно неисказано добро и веруј, Свети Петре, оти цел аџелак ќе направиш ако ни го сториш ова добро. Од која ислушал Свети Петар сиромасите, леле му се нажалило и му се таксал на сиромасите за да го измоли Бога и да му го направи времето се лето. Си зеде с Богом и си отиде по работата. Утрото, во темни зори, отишол на една планина и седнал на коленици и почнал да се моли на Бога. Се молил, 3 дни гладен, дури беше го измолил Бога за да го праша заошто му се моли. Чул гласот на Христа. "Петре, Петре," му рекол Христос, "што сакаш, што туку ми се молиш?" Пред неколку дни, Господи, ме стретоа сиромаси аргати, голи, боси, како никој нигде, и ми се молија да те молам тебе да му даиш не богатство, ами се едно да е лето. Ете, затоа ти се молам, Боженце, да ми помини зборо мој, за да те прослаат сиромасите. Петре, ќе ти помени татарот, ама гледај да не се каиш после и да одиш да ми се молиш пак да го преправам времето. Да тогај
7 дни ќе ми се молиш дури да те послушам. Аман, Господи, стори ми го атаро за сега, за да познаат сиромасите, оти ме слушаш ти мене и јас те слушам тебе. Ај, која така, се едно лето. Арно, ама ќе дојде ден, која ќе ме молиш да го направам пак вакво времето, као што е сега, му рекол Христос. Му се поклони свети апостол Петар и си дојде радосен дома и од тој саат се лето беше било за не знам колку години. До 2-3 години на сите беше му било арно, се лето било, арно, ама после пак и побарале на прежните години, чунки од тие големи горештења се намножиле страшни болви, тафтабити, муи, комарци, оси, скакулци, мрави и друзи бубачки со милиони и милиони и милиони. Врија, прс и плева. А пак гадои, целата земја се покрила со жаби, големи као некои пајчи, змии, смокои, гуштери, гуштерици, чкрапји, како некои јажиња беа се провлекле. По целата страна немало празно место да стапи човек. Низ куќи беше му се исполниле од тие гадои. Де му реалте, пропискало мало и големо. Сите викале, зошто ни е вакво лето која не сме раат ни в куќи ни надвор од тие гадои што ни се народиле. Наказание, брате, наказание, си велеле еден на друг. Од Бога е ова наказание, не од друг. Молете се да ни го направи Господ времето пак со зима, како што ни беше напред, оти нема живот од овие гадои. Така си велеле луѓето и се молеле, арно, ама Господ имал работа со свети Петар, ти ќе не изслушал нив што му се молеле. Жабите си имале еден жабар, што е одел испраен као човек на 2 нозе, што и повелал и жабите и сите друзи гадои. Шетајќи по сокаци жабарот низ градо, ја видел ќерка му на свети Петар и ја бендисал, да му пуштил стројник да му ја сврши за невеста. Кога видел и чул тоа нешто свети Петар, многу се уплашил, чунки не сакал да му ја дава ќерка си на жабаро. Арно, ама, жабаро собрал свато и сујади жаби и се качил тој на кола и врзал волоите со змии за рогу и како со пороже, сплел 3 змии као камшик и тргнал со сватоите по невеста у свети Петра да му ја зема ќерка му. Кога чул и видел свети Петар тоа нешто, фрлил капата во дворо и отрчал на планината, та паднал на колена и писнал да плаче и да моли Бога да го избави од тие зверови. Се молил и постил токмо 7 дни, дури му се јави Христос. Во тие дни жабарот седел у свети Петра, јадел, пиел со сите сватои и го чекал свети Петра да му дојди, за да му бакне рака као зет што бакнува и да му ја земи ќерка му. Што плачиш, апостоле Петре? Му викнал Христос од еден облак. Кажи да те чујам. Знаеш ти, Исусе, што имам дома. Поможи ми, ти се молам. Избави ми ја ќерка ми и благослови го времето да си биди као напред, и ако постои уште некоја година вака, сио народ ќе изгинем од тие гадои што се намножиле. Ти не ме слушаше кога ти велев да не се молиш да го правам времето се лето. Ете, од се лето као бидува времето. Ај, ој си дома и јас ќе ти ја куртулисам ќерка ти, оти атарот ти е голем и времето ќе го благословам да си биди као напред. Дури си дошол свети Петар дома, кога заповедал Господ на северо да дуа со најсилен снег и тој села пајца и кај падни замрсни. Тики, дошто беше животинка, джинтак беше станала и сите се скочаниле. Жаби и друзите животинки се сотреле. И од тој ден си зафатило времето да си има зима, пролет, лето и есен. И така, свети Петар си ја избави ќерка си од жабаро и целиот народ се избави од безбројните животинки и гадинки. И отишле сиромасите при свети Петра да му благодарат за дека пак се сторило времето кога што си било понапре и да му сакаат прочка, за дека му се тоарале да се моли на Бога да му биди се лето. Ете, од тога и времето си е као што сака Господ.